Резултатите покажуваат огромна поддршка и повеќе од двојна предност на ВМРО ДПМН спрема СДСМ, односно доколку следната недела се одржат нови парламентарни избори за ВМРО ДПМН би гласале 36,8%, а за СДСМ повеќе од два пати помалку, односно 15,7%. Овие резултати се кај македонското гласачко тело, но таквата двојна разлика се пресликува и доколку се земе во предвид целосната етничка структура на населението во Република Македонија, односно 25,7% за ВМРО ДПМН спрема 13,4% за СДСМ. Речиси 5 пати повеќе, односно 56,6% од граѓаните сметаат дека ВМРО ДПМН би победила доколку се организираат превремени парламентарни избори на кои би учествувале сите партии, а само 12,4% сметаат дека тоа е СДСМ. Кога станува збор за перцепциите, точно 5 пати повеќе сметаат дека генерално ВМРО ДПМН има поголема поддршка од граѓаните и дека ќе победи на изборите, односно 65,1%, за разлика од само 13 кои сметаат дека СДСМ ја има поддршката. Ова се дел од резултатите од анкетата која за Република ја спроведе агенцијата Брима Галуп во период од 30 јануари до 4 февруари, при што беа анкетирани 1006 испитаници на возраст над 18 години. За деталните информации од оваа анкета погледнете ја страницата на republika.mk. Кривичниот суд му одреди доживотна казна затвор на Алмир Дрплјанин за убиството на полицајецот Афри Марифи. Дрплјанин е еден од тројцата учесници во соседата за Алфите кај Природно-математичкиот факултет во ноември 2008 година, кога животот го загуби Арифи, а двајца негови колеги беа тешко повредени. На Дрплјанин му беше судено во отсуство, но по неговата екстрадиција од Косово во 2012 година, предметот беше повторно вратен во суд. Дрплјанин важеше за еден од најбараните криминалци и се поврзува со убиство заради крвна одмазда во Визбегово пред повеќе години. Покрај за ова убиство беше осомничен и за грабежот на Прокредит банка, за ограбувањето на возилото на Комерцијална банка при што беше убиено едно лице и за возилото на Македонски пошти во Чаир. Економската активност и натаму солидно расте, делумно поддржана од кредитната активност на домашните банки. Во реалниот сектор се задржуваат поволните трендови и порастот на БДП од 3,5% во третиот квартал. Овие трендови продолжуваат, особено во индустријата, трговијата и во градежништвото, констатира Комитетот за оперативна монетарна политика на Народната банка на Република Македонија, кои според досегашните движења кај показателите за економска активност упатуваат на можност за умерено повисок раст во 2015 година од очекуваниот. Од НБРМ наведуваат дека и покрај овие поволни движења, неизвестното глобално закрепнување, а особено неповолните услови на глобалниот пазар на метали, како и неизвестноста поради домашните политички случувања, се и натаму ризици што може да влијаат врз темпото на идното закрепнување. Мораме да бидеме подготвени за можноста за затворени граници, изјави грчкиот министер за миграцијска политика Јанис Музалас за грчката телевизија Мега. Како влада се подготвуваме за таа можност, рече тој, но додаде дека тоа ќе биде голем проблем затоа што бројот на бегалци и мигранти кои ќе бидат заглавени во Грција, ако границите се затворат, ќе изнесува околу 50.000. Оние кои градат огради грешат. Со затворањето на границите на Идомени го губиме единствениот начин за контрола на протокот на бегалци во Европа, процени Музалас. На прашањето за можна вмешаност на НАТО, како што јави дописникот на Мија од Атина, грчкиот министер вели дека тоа е позитивен развој под услов Фронтекс и НАТО да патролираат во територијалните води на Турција, да спасуваат бегалци и да ги враќаат назад во Турција. Ако тоа е планот, тогаш тој е добар, изјави грчкиот министер за миграција.